Методологијата еден производ, едно село е стара методологија која што едноставно за прв пат започнува да се имплементира во Америка, но поголеми и посоодветни примери има постигнато во Јапонија, каде што и ние реално ја видовме како методологија која што се применува преку Јапонската меѓународна агенција за развој, JICA, која што едноставно организира обука онлайн за Федерација на фармери, каде што учествував и јас и каде што можевме да видиме дека таа методологија може да биде применувана и во нашата држава. Се работи за избор на еден производ, кој што понатаму треба да стане препознатлив бренд за еден регион, кој што ќе придонесе развој на целата таа локална заедница. Во конкретниот случај тоа се рурални заедници. Ние значи во таа проблематика работевме, така што ние се определивме за маџонот како еден традиционален наш домашен производ кој што се произведува на природен начин, значи тоа е сируп од грозд кој што има многу хранливи вредности, е добар оксидант, антиоксидант, исто така е и добар поттикнувач на имунитетот и го подобрува имунитетот. Така што ние знаеме дека во нашата држава се декларираме како аграрна држава со посебен акцент на производството на грозје. Нашиот неготински, кавадаречки, односно пошироко кажано тиквешки регион е познат по производството на грозје и по добрите вина и по добрата произведена ракија, така што тука се произведува и маџун кој што не е доста добро позната за самата, да кажам, јавност, дека од овој регион потекнува овој производ, така што ние сакаме да го брендираме и работиме на таа проблематика преку оваа методологија која што ја добивме и го стекнавме знаењето преку Јапонската агенција за меѓународен развој JICA, да го брендираме производот, тимјаник да стане тоа е неготинско село препознатлив по производството на маџун и едноставно да може да даде придонес за локалните заедници. Тоа е во конкретниот случај земјоделците, земјоделките, руралните жени, младите и сега наново кое што исто така е доста актуелно се малите оператори за храна. Значи, би ја укажала историјата, бидејќи е многу карактеристична методологија која што започнува да се применува во JICA во Јапонија. Значи, тоа е во еден северен регион Токачи, каде што голем дел од земјоделците се производители на пченица. Тука 60% од пченицата која што се произведува во Јапонија и која што е насочена за производство на леп се произведува во овој регион во Јапонија. Но после Втората светска војна карактеристично е што оваа пченица многу се извезуваше во Јапонија во Америка и цените беа како што сега е кај нас реално со пченицата. Да, некоја паралела ако направи. А тоа се значи многу години, само може да сватиме колку ние наназад ги имаме проблемите. Тоа значи не беше профитабилно за земјоделците. Повисока производна цена, а пониска откупна цена, како што е класично сега кај нас. Но се појавува еден локален лидер, тоа е локално јапонско семејство кое што произведува 160 хектари пченица и кое што решава да не го дава на откупувачи, да не ја дава на откупувачи својата пченица, туку да ја произведува во брашно и да ја нуди на локалните пекари. Прави соодветно истражување и доаѓа до заклучок дека и тие, како семејство, можат да произведуваат различни производи од сопственото брашно. Она на што се сконцентрираат е одма на малите земјоделци, значи се организираат малите земјоделци во кооперативи, во една кооператива голема која што склучува договор со ова јапонско семејство кое што станува предприемачко семејство, значи кое што започнува производство на брашно и на леп, кое што ја откупува пченицата од земјоделците во Токачи, започнуваат да произведуваат леп кој што станува брендиран и препознаен за Јапонија. Сега не само што може овој леп, значи тоа се многу години, 50-60 години, неколку генерации поминати, овој бренд е веќе препознаен во Јапонија и сега да отидете во Јапонија, Токачи е деликатес. Значи, ние кога имаме соработка и со JICA кои што доаѓаат, значи јапонци кои што доаѓаат и кога ќе кажеме кој пример го земаме, на сите им е јасно за лебот од Токачи и знаат, и тоа е и слоганот на Токачи лебот, значи кралство на лебот.
така е брендирано Токачи, така што сега е доста развиено и како туризам, значи се отвораат и локални продавници, локални ресторани, се прават голем број на манифестации, имаат многу добро развиена дистрибуција и реално за тоа село е карактеристично што голем дел од младите, бидејќи не е само тренд кај нас на Балканот и во Македонија да се иселуваат, секаде низ светот е што ваквите брендови едноставно ги задржуваат младите да се пронајдат во предприемништвото, кое што е социјално предприемништво. Не се само еден човек да добива од тој бренд, туку цела локална заедница се поврзуваат и отвораат соодветни бизниси кои што се под овој бренд на предпознатлива пченица која што се произведува во Токачи. Паралелата ја правите со маџунот во тиквешијата. Тоа што достигнало како ниво Токачи за Јапонија, треба за некои години, верувам, патот нема да биде за една година, две, но треба да се почне од некаде. Ако го земеме наназад периодот во тиквешијата, со години имат проблем со ниски откупни цени, се жалат постојано дека се уценувани да го дадат грозето, дали ова може да биде една социјална сигурност, да си најдат производ со додадена вредност, да си го брендираат, по старите рецепти што некогаш се произведувало, едно време дури го снема маџунот, како да го подзаборавивме. Да, значи Националната федерација на фармери даде насока токму поради тие работи кои што не се случуваат со неорганизиран пласман, каде што откупните цени се многу ниски и каде што во тој синџир на производство, откуп, продажба и стигнување до крајниот потрошувач, најголема загуба имаат земјоделците и директните купувачи, односно ние граѓаните. Во таа насока ние решивме и на таа работа доста работевме да се прават вакви преработки, значи кои што им даваат додадена вредност на земјоделците, како што е маџунот, како што се различни производи од мед, джемо, исто така джемови, ајвар, значи ги поттикнавме такви мали оператори за храна да се креираат, да постојат во нашата држава. Ние како Национална федерација на фармери заедно со Агенцијата за храна и ветерина бевме активно вклучени во креирање на такви програми за мали оператори за храна кои што се и за растително и за неживотинско потекло да добиваат поддршки да можат да се развиваат. Токму тоа ни даде, затоа викам со маџунот во Националната федерација на фармери, ова е стара приказна, не потекнува сега одма од оваа година. На таа проблематика ние работевме 5 години, каде што забележавме дека една група на жени во Неготинскиот регион, кои што буквално потекнуваат од тимјаник, произведуваат маџун. Маџунот навистина е, како што кажавте, еден период го имаше, па го снима, па го покривме со една терминологија, еден бренд пекмес, што не е тоа маџун. Значи, и некако се изгубе. Кога видовме дека овие жени го произведуваат, ние ги обединивме на иницијатива на Федерација, формирана едно здружение на производителки на маџун, Шира, кои што сега по стандардизиран производ заеднички го произведуваат. Тоа го работевме преку студиски кружок, преку VFect и некако тука застана цела приказна. Но кога ја видовме самата методологија дадена од Џајка, едно село, еден производ, решивме ова иницијатива, ова движење да го преточиме првен со маџунот и со овие жени, каде што постои една многу добра локална лидерка Васка Мојсовска, која што ги обедини жените, која што ги натера едноставно заеднички да произведуваат, имаат и своја собствена механизација која што ја добија од страна на Џајка и сега реално и преку програмите аплицираат, па заеднички сите механизации ги користат кон производство на подобар маџун. Она што е наша задача и што во моментот го работиме во Џајка е исто така да ја мотивираме и општината која што покаже интерес преку соодветна стратегија за промоција, маркетинг, едноставно препознавање на самиот регион за производство на маџун. Значи, ние тргнуваме од Тимјаник да го брендираме како село каде што се произведува на маџун, а со тоа даваме еден бенефит за цел регион во Неготино, за сите села. Ќе погледнеме едно кусо видео токму кое што е наменето за промоција на маџунот и кое што треба да допре до сите категории на луѓе, кратко јасно да сватат што е маџунот, па ќе го продолжиме разговорот. Тимјаник е село сместено во непосредна близина на Неготино. Во ова село од памтивек се одгледувале лозја и од тогаш жените од колено на колено го пренесувале рецептот и произведувале маџун. Од пред неколку години, по иницијатива на Националната федерација на фармери,
20 на жени, производителки на маџун, формираа здружение Шира, преку кое сега произведуваат маџун по унифициран рецепт, за што добија и донација во современа опрема, дупликатор за полесно и поквалитетно производство. Сега многу е полесно, понапред старовремскиот начин, многу потешко. Само деца ни турата дрва, турата нити се заиграеме и толку е. Нема. Па најдобро од картошијата од вранец најдобро да се прави. А се прави и од другите сорти на гроздја, ама најдобро со картошијата вранец. Движењето Едно село еден производ, наменето за креирање препознатлив бренд од одреден производ, како идеја потекнува од пред 50 години од Јапонија. Овој успешен пример кој прерасна и во светско движење, за прв пат со подршка на Јапонската интернационална агенција за развој џајка, се пресликува и кај нас во неготинското село Тимјаник, каде има долга традиција на производство на маџун. Целта на проектот е да се промовира методологијата која што реално ние ја научивме преку една обука која што ја добивме, и таа обука беше организирана од страна на Јапонската интернационална агенција за развој џајка, на која што беше презентирани различни методологии како може еден регион економски да јакне и да се развива. Клучна е и улогата на локалната самоуправа, која препознала дека со ваквиот проект, преку јакнење на селата, се развива и економијата и сигурноста на руралното население. Промовираме еден нов момент, производство на домашен маџун, едно село, еден производ, и секако добро ќе се одрази врз економијата на самата општина Неготино, а секако и на локалното население кој што живее во селото Тимјаник. Проектот треба да помогне синоним за маџунот да стане неготинското село Тимјаник. Таму веќе има производство на маџун со врвен квалитет, кој допрва треба да се пробие до потрошувачите. Токму и тоа и ни е идејата за понатаму и на Националната федерација на фармери, а и на џајка, да Тимјаник го направиме препознатлив по тоа што се произведува маџун. Кога ќе се спомне Тимјаник, веднаш да асоцира на маџунот, кој што се прави на традиционален домашен начин. И затоа и токму оваа идеја за покренување на овој проект во едно село, еден производ. Во производството на маџун, како агробизнис, се препознала и младата Ангела Јовановиќ, која продолжува традицијата од својата баба, но со употреба на современи алатки. Со дупликаторот од џајка кој што го добивме, се регулира температурата и на тој начин ширата константно се обработува на иста температура, на иста брзина се вклучува и мешалката, и затоа секое вадење на маџунот од дупликаторот е ист. Целата работа започнува уште со бербата на грозјето, кое потоа оди на мелење, по што се добива шира. Ширата се става во современ дупликатор кој овозможува на 90 целзиусови степени термичка обработка да испари целосно водата и да остане темна течност со сладко-кисел вкус маџун. Јас гледам многу потенцијал во овој производ, бидејќи сега сите луѓе се насочуваат на здрава исхрана. Кои се позитивни придобивки се случуваат во нашето тело, откако ќе почнеме да користиме маџун, на професионалните нутриционисти им треба цел ден да ги објаснат. Ако во виното е вистината, во маџунот е здравието, бидејќи неговиот нутритивен профил на овој еликсир, кој што е солиден за конзумирање и е добар за нашето здравје, пред се превентива за многу вирусни и бактериски инфекции, секако може да се употребува и во третманите кај луѓето кои што имаат одредени заболувања и состојби во организмот. Значи, единствена и клучна работа за употребата на маџунот е јакнење или зајакнување на имунитетот, па од тука, кога веќе го зајакнуваме имунитетот и превенираме и различни состојби и заболувања на организмот. Маџунот се користи и за прочистување на црниот дроб, за анемија, за срцеви и бубрежни заболувања. Маџунот е ризница од витамини и минерали, а има и антиоксидативно својство. Помага и при нервна напнатост, кожни заболувања, висок притисок и е соодветна замена за шеќери за дијабетичарите. Дарот од природата, која е и храна и лек, маџунот, наменета за сите, без разлика на возраста, од 1 па до 101 година.
Така го погледнавме видеото, верувам на сите веќе ни е јасно што е маџунот, што му е неговото значење, но за руралните средини е другиот аспект на значењето. За нив тие го знаат, со години го конзумираат, израствениот аспект го знаат, но сега за нив ова може да значи шанса за рурален развој. Примерот ќе се навратам со Јапонија. Таму од токачи е почната приказната, но во следните 50 години се раѓаат еден куп брендови препознатливи за Јапонија. Сега ако отидете во Јапонија, со гордот ќе ве однесат во некое село да ви кажат ево овој производ е сега од ова село најпрепознатлив. Тоа треба да биде маџунот за тимјаник, а понатаму верувам и други вакви примери. Да, дефинитивно ние сакаме ваквата методологија на едно село, еден производ да ја прошириме и на други производи со цел секој регион да се стане карактеристичен по некој собствен производ. Ние се определивме да го пилотираме тоа, ова да ја наречам методологија која што содржи збир на алатки со маџунот. Значи, самата методологија не е лесна за имплементирање, си постојат соодветни фази и соодветни активности кои што треба да се спроведат за ние да го видиме резултатот. Од една страна е направена стратегија која што се однесува на општината и која што треба да работи по таа стратегија. Сдруженијето добива свој бизнис план. Во бизнис планот, искрено да ви кажам, е направена една многу соодветна анализа за потрошувачи. Потрошувачите го препознаваат маџунот и доаѓаме до заклучок во таа анализа која што се проведе на 50 потрошувачи дека најголем конзумент на ваков маџун се луѓето кои што сакаат да се хранат здраво, родители на мали деца и исто така луѓе кои што веќе внимаваат кога одат во супермаркети што купуваат и како купуваат. Она што доаѓа како заклучок е дека се уште нашите потрошувачи не веруваат на производите кои што се продаваат во маркетите, во супермаркетите. Повеќе веруваат во продавниците за здрава исхрана, што дава едноставно бизнис планот за маркетинг и промоција во која насока да се движи. Потребна е многу голема едукација за земјоделците, за да се обединат пред се, да користат нови технологии и едукација за маркетинг, промоција, за да можат овој производ да го брендираат и да стане препознатлив и за нив и за самиот регион. Значи тоа се сет на алатки, ние најмногу се сконцентрираме на промоцијата, бидејќи е веќе стандардизиран производот, имат соодветна механизација за производство, сега е важно добро да се промовира и да едноставно се прават најразлични настани за да едноставно потрошувачите знаат каде можат да набават квалитетен, добар производ, произведен по традиционален стандардизиран рецепт.